Пред 6 дена му откриле газа во грлото стара 8 години, која што пак претходно му ја заборавиле лекарите на максилофацијална хирургија во Скопје, кои што го правеле операција од карцином на субмандибуларна жлезда во ноември 2010 година. Со овие обвинувања и потресна приказна, пред нашата камера излегува од семејството на 69-годишниот прилепчанец Сотир Петрески. Неговата состојба се влошува пред околу 5 месеци. Тој оди постојано на контрола и живее во големи болки, а примил и 2 хемотерапии, се до 7 овој месец, ден пред Великден, кога му пукнала старата рана. На 11 овој месец хирурзите во Прилепската болница му ја пронаоѓаат газата. Петрески моментално не беше во состојба да зборува. И страмота е ова болниците, како лекарите, сестрите, таму персоналов, работените да не гледа. На пациентов шо има внатре како има. А јас трагам овде маки со човеков 2 години и пред то 5. 8 години ја. Тој го болеше, ама кога појде нема ништо. И дај ни лекарства. Лекарства примам неки знеколку, не имам и од онкологија лекарства. Пари, цела пензија ја давав за то. И што му помогна то ништо. Сега кој излезе ова, му се олесни на човеков гној, лејдженче, му кладој овде, џрџаше кој извадува газата. Јас бев таму, присуствував на лице место. Докторката која вадеше и пиштеше, корнеше човеков од болкија. Од одделението за максилофацијална хирургија во Прилеп го потврдија случајот, но не сакаа повеќе да коментираат околу него. За ова Петрески имаат фотографии и документи од Прилепската болница. Страмота е за здравството ова што го работи, да си ги отвора очите, треба да си ги опула. Ти 8 години да носиш страно тело и не чемаш мака? Јас, например, не сакам да ги осудам, нек си ја призна грешката лекарите, докторите што направиле. Неќам да ги збркува од работа, да ги стерува. Само да вида што работа и да си ги отвора понатака за другите пациенти. Според сопругата на Петрески, наскоро планираат да поднесат тужба против максилофацијална клиника во Скопје за овој случај.